Да се поздравите, тоа е примо предавање. Ајде со среќа се успех. Што работи добро. Работи, климата се чувствува. Ама спарно и ваше се има. Секако што треба. Ајде, го света. Денеска, значи, беше особена чест за мене, што службата, односно како министер за култура, значи е последен мој ден тука, а особена чест ми дава можноста што како нов министер за култура ќе биде господинот Исни Исмаили, многу јак персоналитет за кој ја имам особена почит, со кого не само што сме партиски другари, но исто така се знаеме и од порано и сум сигурен дека Министерството за култура ќе биде во сигурни раце. За разлика од првиот ден, кога јас бев известен дека имаме 0 денари во многу делови од буџетот за реализација на активностите, денеска го известувам министерот дека буџетот е консолидиран, така како е што планиран. Веруваме дека на крај на година можда и долговите ќе бидат 0 денари. Така беше планирано почеток на годината нашиот буџет. Исто така го уверив министерот дека за разлика од моите почетоци, сега администрацијата има многу добри меѓучовечки односи и сигурно ќе има со кого да соработува тука у Министерството. Му пожелувам све најдобро и го уверувам дека за било кое прашање може слободно да ме контактира и да споделам искуството, тоа кратко искуство што го имам ја тука, како министер. Благодарам. Почитувани новинари, синоќа, како што знаеше, во парламентот беше изгласано изборот на новите министри во владата на господин Зоран Заев. Меѓу другото и јас бев избран, бев еден од нив. Денеска исто така знаете дека е мојот прием на прв ден или прием на министерскиот ресор од господинот Асаф Адеми. Господинот Асаф Адеми сам рече дека со неговото доаѓање наследи многу проблеми, безпарица и други што успеа за релативно кратко време да ги среди состојбите, да ги обнови меѓучовечките односи и сето друго, така да со денешното моје примање на новата улога имам далеку, можеби многу полесна задача. Културата, како што знаете, Министерството за култура, јас ја сваќам како еден сервис преди се на институциите што постојат во рамките на Министерството за култура, а исто така и на сите културни работници, дејци во ова област. Несомнено дека јас се залагам со сите мои можности, интелектуални капацитети, менаџерски способности да успеам да го одведам Министерството и нејзините активности еден чекор понатаму, да ги решам бројните проблеми што се наталожени со години. Знам, можеби не ќе успеам сите да ги решам, но ќе правам се што е во моја моќ, тие во најголем број да ги решам. Се разбира дека тука не може да се открие топла вода, јас сум доаѓам од една лекарска професија, но имам богато искуство во културата, така да знам дека овде не откриваме научни вистини, но природата на овие нештата во Министерството за култура се сосема други. Нема да откриеме топла вода, но ќе решаваме проблеми и ќе отвориме можности за културните работници и институции во земјата.
Ви благодарам. Господин Исмаили, во културата влегувате од една сосема друга област. Вие сте професор и доктор по медицина. Кога вие понудија функцијата, како гледавте на ова прашање лице од една сосема друга бранша да раководи со еден ваков специфичен ресор? И ќе ви требали време со исклучок на издаваштвото, другите ресори да ги запознаете. Па знаете како, ние лекарите има општо едно мнение дека ние лекарите сме ограничени само на нашата дејност, но преди се лекарот е интелектуалец, особено ние со и повисока стручна спрема, така да ние цел живот, посебно јас, ако зборувам за себе си, јас сум бил ангажиран и во други области, особено ме привлекувала културата и спортот. И тоа имам долгогодишно искуство, почнувајќи од 90-тите години сум бил пионир во многу области, почнувајќи од издаваштвото, од часописи сум учествувал во подготвување на документарни емисии, радиоемисии, првата радиодрама јас сум ја уредувал и се до денешен ден, иако беше наведено дека само во 90-тите години сум бил активен, јас таа активност не сум ја прекинал ни до ден денеска и мислам дека тоа колку и да е какво и да е тоа искуство, ќе ми биде од голема помош во понатамошното действување во областа на културата. А време за другите ресори ќе си дадете да се запознаете со проблемите после? Да, се разбира. Бидејќи мојот избор овде немав доволно време пред изборот, така да се усредочам на проблемите на Министерството за култура во ова кратко време, како што бев номиниран од мојата партија Алтернатива, јас контактирав со министерот Асаф Етеми во главните тие насоки, проблематики, крупните тешкоти со кои се офатено Министерството за култура, јас сум запознаен. Денес од стапнувањето на новата должност, или поточно од другата недела, од понеделникот јас се имам средби со раководителите на секторите, со мојот кабинет, ќе изготвиме план програма. Веќе знаете, стратегијата и целите, дострелите на Министерството за култура се определени. Вие знаете дека во веб страната на Министерството имаат стратегијата и целите, насоките, како треба да се движи Министерството за култура, да ние треба да се бавиме само со теговните проблеми, напластените тешкоти, маки што ги мачаат културните работници, институциите и слични состојби. Благодарам.